Секој случај, добро утро и Божи благослов. Денес сум овде помеѓу вас и денеска ќе зборувам и тоа е денешната тема и денешната проповед ќе биде од Евангелие според Марко, 14 глава, од 66-тиот, само да го најдам, од 66-тиот до 72-тиот стих и темата за денес ќе ни биде Петровата пропуштена можност. Петровата пропуштена можност. И вели вака: кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на правосвещеникот. Па штом го виде Петар како се грее, погледна во него и рече: и ти беше со Исус од Назарет. Но тој одрече, велејќи: не знам, ниту разбирам што говориш. И излезе надвор пред дворот и запее петал. Слугинката, кога го виде повторно, почна да им зборува на оние што стоеа таму и овој е од нив. Тој пак одрече. Подоцна оние што стоеа таму му рекоа на Петар: навистина и ти си од нив, бидејќи си галилеец и говорот ти е таков. А тој почна да се колне и се заколна: не го познавам овој човек за кого говорите. И по втор пат петел запеа. Петар се сети на зборовите што му ги кажа Исус, уште пред 2 пати петел да запее, 3 пати ќе се одречеш од мене, и почна да плаче. Амин. Амин. Господи Исусе, јас те благодарам за можноста да бидам овде денес и фала ти, Боже, за тоа што може да споделам од Твоето Слово, и јас се молам, Господи, Ти да ме водиш преку Твојот Свети Дух и Ти да ми ги дадеш Твоите зборови и Ти зборови преку мене и Ти ме држи верно до Словото, да ја зборуваме и да ја пренесеме пораката таква како што е. И јас се молам, Боже, да Ти не ги отвориш и нашите духовни очи, духовни уши, за да може да видиме и чуеме што имаш приготвено Ти за нас денес во Твоето име, Исусе. Амен. За почеток сакам да споделам една приказна. И ова е вистинска приказна. Ова приказна се случува некаде пред 60 години. Ова приказна и случка се случува во времето на кубанската криза, кога Америка и Русија беа во тензии, во големи тензии, и тие тензии не беа само за војна за некој си, туку беа и за поголеми достигнувања. Односно, во тоа време беше и надпреварот кој прв ќе стигне до месечината. Кој прв ќе се качи на месечината. И се разбира, американскиот председател во тоа време изјавил дека Америка ќе биде првата нација, првата земја која ќе го стави знамето на месечината. И така почнала борбата, и така почнала трката кој ќе стигне до месечината. И денес, кога зборуваме од денешно време и од денешен аспект, за патување до месечината, и можеби не е така нешто страшно. Сите оние кои што имаат многу пари, може да си дозволат, да си платат и да си дозволат такво патување во Вселената. Но во тоа време не било баш така. Во тоа време, за да се патува до месечината, требало да има соодветно летачко објект, летачки инструмент, ракета. И односно и требало да се направи такво. И во тоа време американската НАСА, што значи National Aeronautic Space Administration, што требало да ги изграде тие ракети, оделе според посебни критериуми, каде што, пример, за една ракета да се направи, требало да има некаде околу 1 милион делови или компоненти. И за сите тие да се направи, требало да има големи тестирања. И за да се дозволи да се пуште во употреба тоа летело и сите тие делови,
требало да пројдат тестови каде според нивните критериуми требало да ги исполне условите од 99,8% да поминат сите делови на сета таа издржливост и тогаш да биде пуштено во употреба тоа летало. И така, после неколку месеци, години правење на тоа летало, на таа ракета и на сите тие испитувања, се случило во 1967 година, во месец јануари, голема трагедија, односно тројца астронаути ги губат своите животи на едно од тестирањата на оваа ракета, на тестовите за полетување и загинуваат во пожар и она што требало да биде нешто многу добро, она што требало да биде можност каде што Америка ќе искористи да лета до месечината и да го постави своето американско знаме прво на месечината, ono што беше најголема можност, стана еден голем неуспех за Америка и за нивната нација. Па мои драги браќа и сестри, моја драга црква, мои неготинци, моево прашање за вас ова утро, дали вакво нешто ви се има случено на вас? Не мислам дека дали вие сте имале можност да патувате и да летате до месечината, но моево прашање ова утро до вас е дали вие некога сте имале некоја голема можност во вашите животи и сте можеле да ја искористите и да ја употребите, но сето тоа ви промакне, ви избега од вас. Например, може би тоа ќе биде да кажеме сте имале можност да се оженете или омажете за некоја личност, односно ова се работи зборува за мажите двајца, тројца кои што се веќе овде и оженети и некои деца, но понекогаш немат луѓето храброст да ја побарат девојката или жената да ја биде нивна сопруга. Понекогаш да кажем имаме можност да направиме некој бизнис во нашите животи, ни се пружи некоја шанса, ама ние сето тоа не го искористиме. Понекогаш ни се пружи шанса, можност да добиеме некоја награда, да освоиме некој медал, некој трофеј, индивидуален или колективен, групен за нашиот тим, за нашата нација, но ние сето тоа го испуштеме. Или да кажам, може би ни се случи дека ние имаме шанса да действуваме и да средеме некои меѓучовечки односи и тензии помеѓу некои луѓе, например да средеме некој конфликт, ама ние наместо да го средеме и помогнеме да сето тоа се смири, ние би, како што ви рекле народски, ние би дотуриле онака бензин на огнот со нашето зборување, да не кажем оговарање, и направиме работите уште малку посилни. Или па што да кажам во однос на верата денес да збореме. Ајде, за верата. Ние може би сме имале шанси да отидеме и да посведочиме на некој за Господ Исус Христос. Може би сме имале шанси да дојдеме поблиску до Него. Може би сме имале можност да читаме повеќе, имаме време да проучуваме, да се молеме. Може би сме имале можност да дојдеме во црква, да присуствуваме на славењето, на обожавањето, на молитвата, да слушаме проповеди и да дојдеме поблиску до Господ, но ние сето тоа сме го пропуштиле. И ова е токму тоа што денес го читавме во овој текст. Денес го читавме во овој текст за Петар. И Петар беше еден од најблиските ученици на Исус Христос. И Петар имаше можност. Петар имаше можност да ја покаже својата вера, Петар имаше можност да ја покаже својата храброст, но Петар сето тоа го пропушти. Но пред да го разгледаме малку повеќе ова во текстот, ајде да го малку изанализираме на кратко Петарот, тоа што го ние знаеме преку Библијата. Петар беше силен, Петар беше храбар,
Петар беше оној што ќе се каже од ништо не се плашеше. Петар беше онаков човек како многу мина од нас денес. Како многу мина од нас денес, што Петар знаеше да направи некои работи во неговиот живот без претходно да ги размисли. И тоа беше, например, кога читаме во Библијата, се сеќаваме дека кога учениците беа во чамецот, кога бурата настана, кога сите беа исплашени, кога Исус идеше оддалечина по вода и Петар кога го види, што направи? Па Петар прв беше тој што излезе од чамецот и тргна да го следи Исус. Петар беше првиот оној од учениците пред последната вечера, кога Исус сакаше да ги измие нозите и кога тој не сакаше да му даде на Исус да му ги измие нозите. И затоа беше коригиран, искаран од Исус. Петар беше оној кога Исус беше предаден во градината и кога дојдоа да го уапсат Исус, и Петар беше првиот тој кој што направи? Го извади мечот и сакаше да го брани Исус и му го отсече увото на еден од стражари и за тоа беше искаран и коригиран од Исус. Петар беше првиот оној кој од учениците, зборувам од апостолите, кој што откако Исус беше раснат, убиен, откако беше ставен во гробот, тој беше првиот кој што трчаше на кај гробот, додека Јован и некои од другите беа онака малку повеќе предпазливи. И Петар беше еден од првите ученици кој што даваше и вакви изјави, каде што вели вака: и им рече Исус: сите ќе се соблазните заради мене во онаа ног, зашто е напишано: ќе го удрам пастирот и ќе се разбегат овците. Но после, кога ќе воскреснам, ќе отидам во Галилеја пред вас. А Петар му рече: дури и сите да се соблазнат, јас нема. Дури и сите. Петар беше оној што вика: Исусе, јас те знам тебе, ние сме веќе колку време заедно? 3 години. Јас знам дека си ти добар учител, јас гледам дека ти што кажува сето тоа е вистина, јас гледам дека чуда се случуваат, но Исусе, ама ти мене не ме познаваш. Јас тоа нема да го направам. Јас нема, сите ако се откажете, јас нема да се откажам. Исусе, па ти мене не ме познаваш, па ти дали знаеш дека јас сум? Па јас сум најдобриот. Јас сум најсилниот, бре Исусе. Јас сум најпаметниот. И јас тоа нема да го направам. И Петар верува овде 3 работи за себе. И тоа е дека тој верува дека неговата лојалност е најголема од сите други лојалности на сите други ученици. Тој верува дека тој е најверен, тој верува дека тој се ќе направи за Исус, тој верува дека нема да го остави Исус по никоја цена, бидејќи неговата лојалност е најголема лојалност, неговата верност е најголема верност. Петар верува тој е супериорен во самиот себе. И тоа звучи вака: па јас се ќе направам за тебе, јас се ќе направам за оваа мисија, јас нема да се откажам, јас ако треба ќе одам и во затвор за Евангелието, јас ако треба и ќе умрам за Евангелието, бидејќи јас нема да се откажам. Трета работа, Петар верува во своето знаење дека е најголемо од сите. Од каде е тоа? Каде што вели дека Исус вели дека сите ќе се откажат, а Петар вели: не, јас тоа нема да го направам. Со други зборови тоа значи: Исусе, јас знам дека ти знаеш се, ама ти мене не ме познаваш. Тоа нема да се случи, бидејќи сум јас најдобриот, јас сум најсилниот, јас сум најпаметниот. И ако денес, мои драги браќа и сестри, ако денес ние се запрашаме и ако денес ние сме барем малку искрени со себе и со Господ, и ако денес ние барем ако погледнеме во нас самите, во нашето срце и тоа какви сме, колку мина од нас ја имат барем, што би рекло она малку гордоста која што ја имаше Петар.
Колку мина од нас? Колку мина од нас ние велиме вака изборуваме, леле бре Господи, ти само ако ме извадеш од оваа збрка, па ти само ако ме извадеш од оваа финансиска криза, па ти само ако ме извадеш од овој финансиски па јас ќе направам се за тебе. Па ти само ми ги среди односите со мојата мајка, татко, браќа, сестри, со моите пријатели, комши. Па ти само ме се... Па јас ќе идам на плоштадот овде во Неготино од вечер со овој разгласот и пред сите ќе зборувам за тебе, јас се ќе направам за тебе. Но ова е тоа што Петар сака и како Петар сака да другите луѓе го гледат него. Петар сака да го гледат другите луѓе дека тој е најлојалниот, најверниот, најсилниот, најпаметниот и што се случува? И овде тој ќе ја добие можност. Ајде ќе го прочитаме текстот уште еднаш. И вели, кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на првосвештеникот. Па штом го виде Петра како се грее, погледна во него и рече, и ти беше со Исус од Назарет. Но тој одрече велејќи, не знам ниту разбирам што говориш. И излезе надвор пред дворот и запее петал. Слугинката кога го виде повторно почна да им зборува на оние кои стоја таму и овој од нив. И пак одрече, подоцна оние што стоја таму му рекла на Петра, на вистина и ти си од нив, бидејќи си галилееца и говорот ти е таков, а тој почна да се колне и заколнува, не го познавам овој човек, а за кого говорите? И по втор пат петел запеја, Петар се сети на зборовите што му ги каша Исус уште пред 2 пати петел да запее, 3 пати ќе се одречеш од мене и почна да плаче. И ова е тоа, мои драги браќа и сестри, што го гледаме овде, дека оној кој ветуваше дека нема да остави, остави. Оној кој што се правише храбар, сега се крие. Оној кој што подигаше меч, сега се плаши. Оној кој што велеше дека ќе го даде својот живот, сега сака да си го зачува својот живот. Оној кој што го критикуваше Јуда дека го продаде и предаде Исус за 30 парички, сега го продава и го предава, но без пари. И тогаш повторно петелот запеа по втор пат. И тогаш тоа значеше и Петар се сети на зборовите и тоа значеше, па како си ти предавник, како си ти кукавица, како си ти губитник, па ти си лузер, па ти си никој и ништо, ти се правеше дека ќе бидеш еден од најверните, ти се правеше дека ќе бидеш еден од најсилните, ти се правеше дека ќе бидеш еден од најпаметните, но ти сето тоа го уништи. Ти ја имаше најголемата можност во твојот живот да твоето име биде запишано во книгата на животот, дека ти си најдобар, но ти ја изгуби можност. Ти ја упропасти можноста која имаше. И сега е добро место да се запрашаме, па како сето ова се случи? Како дојде Петар до ова место? Како се случи? И веќе кажавме, ја спомнавме. Тоа беше гордоста која што имаше Петар. Тоа беше она што најголемата слабост на Петар беше неговата сила. Кој парадокс. Најголемата слабост на Петар беше неговата сила. Најголемата слабост на Петар беше тоа што тој имаше премногу самодоверба во самиот себе. Петар имаше премногу себе во себе, а премалку Исус во себе. Петар го имаше своето јас, премногу го немаше Исус во себе. Па тоа е она, мои драги браќа и сестри, што Петар го заборави, но се плашам дека и многумина од нас денес ние го испуштаме ова едно од есенцијалните учења на Евангелието или на Господ Исус Христос, а тоа е Божјото царство не им припаѓа на силните, туку на слабите. Зошто Евангелието вели благословени се бедните по дух, зошто тие ќе го наследат Божјото царство.
Павле зборува во посланието до Коринтијаните, парафразирам, зашто Бог го избра она што е ништо за да го направи нешто. Така, Бог го избра она што е презрено и отфрлено, за да ги засрами оние мудри или паметни кои што се прават и богати, за секој кој што се фали, да се фали со Господа. Секој да се фали во Господа, или подоцна ќе прочитам еве во Петрово послание. Еве што вели овој стих, го знаеме сите ние, каде што вели во 1 Петар 5 глава, 5-6 стих, каде што вели: понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Понизете се, или во другиот превод вели: Бог им се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Но сега го читаме ова во Петрово послание, но да знаеме дека ова Петрово послание е напишано некаде околу 62 до 64 година после Христа. Но сета ова случка која ја зборувам јас денес се случува околу 33-та година пред раснувањето на Христа. Значи, овде имаме временски период од колку? 30 години. Колку време му требаше на Петар? 30 години за да го разбере ова. 30 години. Што ова значи денес за нас, мои драги браќи и сестри? Кога ние денес имаме нејасна слика за нас, кога ние имаме нејасна слика за нашите животи, духовни сили, ако ние премногу се мислиме многу за нас, тоа значи дека не сме далеку од падот. Тоа значи дека не сме далеку од времето и местото кога петелот ќе запее во нашите животи. Петелот. Втора работа. Петар во Лука 22:54 ќе прочитам од друг агол, од друга перспектива, истата приказна. Лука 22:54. И кога го фатија, го поведоа и одведоа во домот на правосвештеникот, а Петар оддалеку одеше по него. Овде зборува кога го фатија Исус и кога го заробија, го однесоа на кај правосвештеникот, и сите од апостолите, од другите ученици се разбега и Петар беше со него, ама Петар почна да оди по Исус, оддалеку да го следи. И што овде гледаме? Значи, кога работите стануваат непријатни во нашите животи, тоест кога во овој контекст со Исус, дека сите се разбегуваат. Ама Петар овде повторно сака да оди по Исус. Ама тој оди, ама држи дистанца. Тој оди, ама не доаѓа толку близу со него како што беше. Тој оди, ама си Зошто? Бидејќи веќе почнува да се плаши за себе. Тој гледа што му се случува на Исус и тој си вели: леле, ако јас отидам скроз близу со него, и готово, може би и мене да ме заробат. Може би и мене да ме осудат и да ми се случат истите работи кои што му се случија на него. Така е тоа и со нашите животи. Јас имам случка во детството, као пример една, кога си игравме со другарите пред зграда и играме фудбал и јас шутирам со топката и топката лета директно и во прозорот на комшијата и го крше. И оној што играше со мене, кога ја виде топката како лета и веќе му беше јасно што се случува, и право шпринт бега дома и комшијата излегува и мене ме фак. И сега, шо прави, со кој си, не знам. И така е, значи, кога дојде нешто и бегаме одговорност. Ама што се случува во однос на верата? Дали ние сме спремни? Дали ние сме спремни да преземеме одговорност? Дали ние сме спремни да преземеме храбра одговорност да посведочиме за Исус? И кога тоа се бара цена од нас да ја платиме? Кога луѓето ќе почнат да зборуваат за тебе, вака или онака, дали ние сме спремни да застанеме
за Исус без разлика на цената. Дали ние се плашиме денес од последиците кои што може да ни се случат? Дали се ние повеќе плашиме за последиците од тоа што може да ни се случат од што го следеме Исус? Дали е тоа оговарање, не знам, напади или било што? Повеќе, или дали се ние повеќе плашеме од последиците ако се одречеме од Исус? Од што се повеќе плашеме ние од нашите животи? За да знаеме дека тоа е опасност и дека петелот е овде и може да запее во нашите животи. Марко, повторно ќе се вратам, од 2 стиха ќе ги прочитам, од 14 глава 37 и 38 стих вели, па дојде ги затече да спијат и му рече на Петар, Симоне, спиеш ли? Не можеш ли еден час да бидеш буден? Бидете будни и молете се за да не паднете во искушение, бидејќи духот е бодар, а телото е слабо, или со други зборови, на Петар му не достига овде духовна подготвеност. Петар немаше духовна подготвеност и немаше духовна молитва и ова значи и за нас, мои драги браќи и сестри, ако ние не сме духовно спремни, нема да помине многу време пред падот да дојде во нашите животи. Или пред петелот да запее, и предпоставувам сите ние го имаме ова искусено на некој начин во нашите животи. Бидејќи тоа е духовна молитва, е духовна дисциплина, духовен однос со Господ Исус Христос. Трета работа, овде ги гледаме и чувствата на Петар. Петар одеше со Исус 3 години, Петар беше со него кога се случуваа доста чуда, кога Евангелието се проповедаше и Петар, предпоставувам, кога си одеа навечер во своите шатори и кога легнуваа под ведро небо и покрај огнот и кога си правеше она recap overview или како шо ретроспектива за неговиот живот, што се случуваше и предпоставувам дека тој си мислеше за себе дека ќе дојде ден кога и јас ќе застанам храбро и смело. И јас ќе сведочам за Исус, и јас ќе го проповедам Евангелието, дали позади ова проповедална или каде и да е, и тој ја имаше најголемата можност во неговиот живот. Тој имаше можноста да се прослави, да биде еден од најдобрите, најпаметни, најверни, најлојални, најсилни, но Петар го промашува, она е последната шанса. Пеналот го промашува. Пеналот. Петар е губитник, ја губе играта. И Петар се откажува и тој се крши и почнува да плаче. И овде го гледаме падот на Петар, не само преку неговата одлука што тој ја направи, туку и преку неговите чувства. Преку неговите чувства. И сите ние знаеме што направи подоц на Петар. Ние знаеме дека Исус го повика Петар да биде рибар на луѓе, но тој се врати повторно да биде рибар на риби. Тоа го има нели во Евангелие според Јован 21 глава. 21 глава, 2 и 3 стих велат вака, и беа заедно. Ова се случува нели после воскресение. Беа заедно Симон, Петар, Тома, кога го видоа близнак Натаниел од Кана Галилејска, Заведеевите синови и 20 други од учениците негови. Симон Петар им рече, ќе одам, готово браќа. Толку од мене, чао. Ќе одам, вика. Ќе одам да ловам риба. Му рекоа, па и ние ќе дојдеме. И каде идеш ти и ние со тебе? Ти одеш по риба и ние. Па и ние идеме. Тогаш излегува и веднаш влегува во кораб и во таа ног ништо не уловија. Готово. Петар се откажува, се враќа повторно на своите стари навики. Зошто? Па Петар, нели рековме, беше повикан да биде рибар на луѓе, но готово. Се враќа повторно да биде рибар на риби. Па ако сме малку искрени денес, ние браќа и сестри, и ако ние размислиме како Петар размислуваше во тоа време, па може би и ние би направиле такво нешто. Може би и ние, па ако размислиме вака,
рековме, нели, Петар го промаши последниот пенал. И ние денес, ако имаме шанса, ако имаме можност, ако играме фудбал, ако игра нашиот тим, и ако треба некој да го даде одлучувачкиот погодот, пенал, да треба да го шутира, па ние не би му дозволиле на некој да го шутира последниот пенал на оној што има две леви нози, така? Освен ако не е Лионел Меси, така? И он знае, не би му дозволиле. Па и ние не би дозволиле, ние денес не би никого вработиле во нашата фирма, да кажем, да биде security, да биде обезбедување, да не го обезбедува нашиот објект, а ако тој цела ног спие, така? Па и ние денес никого не би вработиле ако треба да одбереме некој да работи во нашата фирма, кога ќе дојде на интервју за работа, ние никого не би му дале шанса на оној кој што е целосно збунет, целосно исплашен, кој што нема никаква самодоверба во себе. Ќе кажеме, ма готово е, бе, крај, готово, не. Па може би, што значи ова за нас? Па може би и ние погрешивме, како што погреши Петар. Може би вчера, завчера, може би минатата недела, може би ние направивме некои работи во нашите животи. Може би ние кажевме некои работи кои што кажевме дека нема да ги кажуваме повеќе. Може би направивме работи кои што не требаше да ги правиме повеќе. Може би некои од нас повторно се враќаат на старите навики. Може би некои се враќа на алкохолот повеќе, може би на други зависности. Може би некој се враќа на стари навики, на старата вина, на срамот, на бремето кој што го носел во животот. Може би некој се чувствува дека скроз отпаднал, се оддалечил од Господ. Повеќе се вика, па јас толку сгрешив, па јас повеќе мене Господ повеќе не може да ме сака, јас повеќе не можам да се конектирам со Него, па јас седо тоа што го правам од навика, се молам онака од навика, отворам Библија да читам од навика. Ма дојдам во црква поради рутина, дојдам, оти сите одат во неделја, ајде и јас ке дојдам. Па може би некој вика, па јас кога дојдам во црква, па јас повеќе не можам да се конектирам со Господ, ниту во славење, ниту проповедникот кога проповеда. Ма мене ништо не ме допира во животот. Ма крај, готово, крај. Па, мои драги браќи и сестри, не е крај. Петар доби препород. Петар беше сретнат од Исус. Исус го сретна Петар во неговиот пат. Тоа значи дека Исус може да не сретне денес и нас. Тоа значи дека и ние може повторно да воскреснеме. Тоа значи дека и ние може повторно да се препородиме. И еве го што вели текстот понатаму. 15 до 17 стих вели вака, а кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар: Симоне Јованов, ме љубиш ли повеќе од колку овие? Петар му рече: да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Исус му рече: паси ги јагнењата мои. Го праша пак повторно: Симоне Јованов, ме љубиш ли? Петар му каже: да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Исус му рече: паси ги овците мои. И по трет пат му рече: Симоне Јованов, ме љубиш ли? Петар се нажали по трет пат, праша: ме љубиш ли? Му рече: Господе, па ти знаеш се. Господе, па ти знаеш. Господе, па ти знаеш се. Петре, добро утро. Петре, па беше крајно време да разбереш дека ти знаеш се, Господе. Не дека јас знам, не дека ти си најдобриот, не дека си ти најсилниот, не дека си ти најверниот, не дека си ти најдобриот, нека дека ти знаеш се. Но што гледаме овде? Гледаме 3 пати одрекување од Петар, гледаме 3 прашања од Исус и гледаме 3 заповеди од Исус. Што значи ова? Што значи ова за нас? Тоа значи дека падот на Петар
не го дисквалификуваше од неговата служба. Туку падот стана веќе неговата служба. Тоа значи дека ако погрешиме, не значи дека е крај. Дека Бог сака и може повторно да не употреби преку нашите падови, да тој се прослави, да тој биде главен. И тоа значи дека нашите гревови се премногу, но Господовата милост е уште поголема. Господовата милост е уште поголема и изобилна за сите од нас. И сите ние го тоа знаеме, кој беше понатаму во првите редови на црквата. Кој беше кога ги читаме дела апостолски? Петар беше тој првиот кој што сведочеше и проповедаше најхрабро и најсилно и не се плашеше. Епа, мои драги браќа и сестри, понекогаш нели најголемите неуспеси може да произлезе нешто многу убаво. И ако денес сите ние го слушнеме петелот, како кукурика, како пее во нашите животи, тоа не значи дека е крај. Тоа не значи дека е крај, зашто ние гледаме тоа што започна како голем неуспех, потоа стана нешто убаво и преубаво. Тоа го гледаме во историјата. Подоцна, после 18 месеци, настана она друга мисија Аполо 11, каде што после 18 месеци тројца астронаути стигнаа до месечината и тие го поставија знамето таму, меѓу кои беа Нил Армстронг, Олдрин и Баст, и тоа значи дека поентата е ова. Се што започна со неуспех, стана нешто преубаво. Се што започна со неуспех во животот, стана нешто прекрасно. И ако денес ние се чувствуваме како Петар, и ако денес се чувствуваме дека ги пропуштивме најголемите можности во нашиот живот, и ова што сакам да го кажа. Идентитетот не е на Петар во неговото однесување во дворот онаа вечер, туку идентитетот на Петар беше во оној другиот, кој што не се откаже она вечер во дворот. Идентитетот на Петар беше во оној кој што имаше можност да се симне од крстот, но не се симне. Идентитетот на Петар постана во оној кој што се соочи со гневот на луѓето и таткото, за да ние денеска знаеме без разлика ни што проаѓаме, без разлика колку пати погрешивме во животот, без разлика колку можности пропуштиме, дека неговата благодат е прекрасна и дека неговата благодат ни дава и сака да ни даде уште една нова можност во нашите животи. Амен. Нека Господ Исус ве благослови. Амен.